Законот за амнестија стапи на сила. Подпишани од председателот на државата Ѓорѓе Иванов, обвинетите за собраниските инциденти до вторник можат да бараат амнестија. За тоа кој ќе биде ослободен ќе одлучува судот, со мислење на шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска. Дел од обвинетите нема да бараат помирување, дека ќе бараат амнестија, најавија Горан Чангеловски Ќосато и вработениот во собранието Иван Цветановски. Значи, во мерките што се дадени акти на насилство, носење на оружје и слично, нити Горан, нити Иван не влага. Така да, убеден сум дека оние двајца ќе бидат опфатени со овој закон. Правниците законот за амнестија го оценуваат како селективен, бидејќи сите нема да бидат ослободени. Адвокатот Звонко Давидовиќ оспорува дека се уште не е донесена пресудата. Процесот за собраниските инциденти е речиси при крај, што практично запира за тие кои ќе бидат амнестирани. Решение за амнестија според одредбите од овој закон го донесува судот кој ја донел првостепената одлука. Ние првостепена одлука немаме во овој предмет. Се уште и прашање кога ќе има. Тоа е една од маните на овој закон. Второ, самата проценка. Кој каква улога одиграл, некаде може да биде многу јасно, као што е предметот за убиство на Зиедин села, обидот за убиство, таму е јасна ситуацијата, не може да бидат амнестирани според законот. Но многу е проблематично во овој предмет. Од законот не е задоволна и Русковска, која вчера рече дека не е прецизан. Сите докази било предложени од обвинителството, било предложени од одбраната, ќе се земаат во предвид при одлучувањето. Ако некој е организатор, тој одговара и за делата кои ги сториле тие што тој ги организирал. Дека нема да бараат амнестија најави обвинетите Јане Ченто и Игор Јук, но законот не предвидува слобода за организаторите, нарачателите, лицата со фантомки на оружените службениците. Амнестија нема да има и за обвинетите под кривичното дело, здружување заради непријателска дејност.